Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, на 31. јануари оваа година беше пуштен во употреба граничниот премин Белановце-Станчиќ, како уште еден доказ и пробив напред на исклучително добрите односи помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово. Граничниот премин Белановце-Станчиќ во општина Липково беше успешна завршница и доказ за работа и за добра волја за исполнување на интересите на граѓаните на двете страни на границата од овој регион. Многу брзо граничниот премин ја потврди својата оправданост, зашто во огромна мерка ја подобри меѓусебната комуникација на граѓаните помеѓу Липково и општина Њилане. Преминот го олесни поврзувањето на развојот, на бизнис врските, на економскиот напредок на локалните заедници во овој регион, каде што се поврзуваат Северна Македонија и Косово. За само 2,5 месеци, односно 31 јануари, 14 март, преку овој граничен премин на влез и излез се регистрирани вкупно 47.020 патници, што говори за исклучителна оправданост за отварањето на овој граничен премин. За жал, мерките за спречување на ширењето и на последиците од COVID-19, преминот беше затворен на 14 март, кој што се уште не е отворен, меѓутоа сепак и во овој краток временски период во сложени услови за работење заради пандемија, полициската станица за гранични проверки и граничен надзор спречи обид за шверц на поголема количина ресивери, откри едно од лице кое што е барено за издржување на затворска казна, спречи обид за нелегално минување на државната граница и некаде околу 33 илегални обиди за миграција. Полициските работници, како и здравствените, заедно со припадниците на армијата, другите сектори, во справувањето со заканите по безбедноста и по здравјето на граѓаните се на првите борбени линии, тие се највише изложени на борбата со коронавирусот. Најдобриот начин да им помогнеме е со тоа што ќе ги почитуваме мерките, ќе го спречиме бројот на заразени да расте, да обезбедиме функционални институции и да се стави крај на патот на ширењето на вирусот. Тоа се предуслови кои се лесно остварливи и кои што ќе го дадат придонесот граничниот премин Белановце-Станчиќ што е можно побрзо да проработи. Животот да продолжи во нова реалност и тоа ќе ни помогне брзо да ги прилагодиме и нашите политики, да обезбедиме континуитет на растот во повеќе области кои беше во нагорна линија пред да не зафати ова здравствена и економска криза. Секако дека општина Липково е една од општините каде што се одвиваат многу проекти кои што сме ги поддржале од страна на владата, а се од интерес на граѓаните. Од два поголеми реализирани патни правци, еден од овој кој што е од Опаје па се до граничниот премин Белановце, кој што исто така како регионален пат е реконструиран од Куманово до Опаје, исто така и рехабилитација на регионалниот пат од Матејче до Липково. Во рамките на програмата за рамномерен регионален развој, исто така, во општината се реализирани вкупно 12 проекти со вкупна вредност од 102 милиони денари, пред се за заштита на животната средина и унапредувањето и развојот на животот, изградба на фекални канализации во селата Отлја, Матејче и Ваксинце, изградба на ограда на дворното место и партерното уредување на училишниот двор на основното училиште Култура, изградба на улици во селото Слупчане. Исто така, како дел од поширокиот североисточен регион општина Липково, без друго има придобивки од бројни инфраструктурни проекти кои што се работеа во регионот. Речиси сите регионални патишта околу Куманово, кои што повеќе од 40 години не беа реконструирани, денеска се завршени целосно или се во тек на реконструкција. Сакам да истакнам за патниот правец Куманово Свети Николе, Куманово Никушта, Куманово Опаје, Слупчане Белановце, кои се целосно реконструирани, Куманово Крива Паланка, регионалниот пат од село Војник до село Страцин, делницата на коридорот 8 кој што ги поврзува Куманово, Страцин, Крива Паланка и граничниот премин Деве Бајр, Ранковце Крива Паланка е завршен комплетно, во тек се гради интензивно експресниот пат кој што е од Страцин до граничниот премин Деве Бајр и ова станува збор за исклучително важни инфраструктурни артерии кои што ја поврзуваат државата со Република Бугарија,
затоа што исклучително важно и таа прекугранична соработка која што ја имаме како приоритет на надворешната политика на владата и пред се градењето на добрите односи. Нашата иднина е во соработката, нашата цел се добрите односи, благосостојбата на нашите и на граѓаните на сите наши соседи, придобивките кои што ги имаме од членството во Европската Унија. И тоа е добар избор, тоа е добра перспектива за сите нас. На крајот сакам да се заблагодарам посебно на сите полициски службеници кои што беа на првата борбена линија и се уште се тука и во борбата со COVID-19 и во борбата со илегалната миграција. Секако дека тие заслужуваат да се инвестира, да се опремува, да се поддржува и тоа во име на владата, како председател на владата, сакам да ја изразам таа поддршка за македонската полиција. Најавувам дека разгледуваме неколку мерки кои што ќе се однесуваат пред се на подобрувањето на животот на полициските службеници, не само растот на платите, туку и во неколку други сегменти што наскоро сметам дека ќе можеме да ги донесеме како одлуки, на тој начин директно да помогнеме и да се одолжиме за сето она што го прават македонските полицајци за Република Северна Македонија. Благодарам.